Вирусот од западно-нилска треска и понатаму е присутен исто како и ризикот од заболување, предупреди денеска министерот за здравство Сашо Клековски. Презентирајќи ја статистичката состојба со лицата кои прележале, имаат или се сомнителни на болеста. Во моментот имаме 53 пациенти кои прележале, имаат или се сомнителни за западно-нилска треска. Од тоа 50 се потврдени. 3 се сомнителни случаи хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Од овој вкупен број на 53, 52 се со нервно-инвазивна форма, еден е без нервно-инвазивна форма и тој е меѓу тие што се сметат за излекување од пуштење. Здравствената слика од лекувањето и состојбата е следна. Од овие 51 во клиниката за инфективни болести, 25 се излекувани и отпуштени дома, 5 смртни случаи на жал и имаме 21 што се во моментот хоспитализирани, од тоа 18 потврдени, 3 се чекаат резултатите од тестовите. Во однос на третманот со болеста, Клековски ја потенцира ризичната група. Издадовме ажурирано упатство за лекарите на одреден број клиники на матичните лекари да свртиме внимание на пациентите со имуносупресивна терапија, кои може да бидат потенцијални проблематични случаи со западно-нилската треска, вирусот на западно-нилска треска и посебно обрнување на внимание кај нив, бидејќи дел од тестовите може да бидат важно негативни и се препорачува употреба на неколку теста за да се потврди западно-нилската треска. Министерството за здравство презема голем опсег на активности за спречување на болеста кои според Клековски даваат резултат.